Сите си имаме омилени песни. Така? Без разлика дали станува збор за црковен контекст, песните кои ще ги пееме во црква, или пак станува збор за некој си вон црковен контекст, песните кои што немаат никаква врска со Бог, ама едноставно не се убави, кои ќе ги слушнеме. Ама секој од нас има не една песна, повеќе песни кои што кога ќе ја слушнеш, си викаш, нашиот народ знае да каже, оваа песна ме погоди. Дори некој вика да ме погоди во срце. И без разлика дали станува збор за мелодијата од песната или пак станува може и збор за текстот од песната, ама секој од нас има песна која што го допира. Вие кои што ја читате Библијата, верувам дека исто така имате песни, библиски песни кои што ве допираат, бидејќи има разлика помеѓу црковни песни и библиски песни. Црковни песни се овие што ги пеевме сега. Библиски песни се оние кои што се запишани во Библијата. И знаете дека во Библијата има цела книга која што е буквално само песни, ништо повеќе. И тоа е книгата Псалми. Ама не само во псалмите, туку и во други делови од Библијата исто така има песни. Има песни, не знам, еден пример е ќе се сетите кога Бог ги избави израелците преку раката на Девора во книга Суди. И Девора пееше песна. Има всушност има една друга книга со песни во Библијата која што некои луѓе така доста контроверзна е за некои луѓе, тоа е песна над песните. Кој што некои викаат нели е само алегорија помеѓу Христос и црквата, некои викаат не алегорија, буквално е тоа што се зборува таму е љубов помеѓу маж и помеѓу жена, ама во Библијата има доста песни. И верувам дека секој еден од вас кој што читал Библијата, кога тогаш бил допрен од некоја песна од Библијата. Без разлика дали стана збор за Псалм 23, или стана збор за некој друг псалм, или пак песната на Девора, или пак може и песната на Мојсей, кога Бог ги избави израелците, нели преку морето кога ги изведе и така натаму, ама библиските песни не допираат од време на време. И библиските песни ги има секакви. Ги има радосни и ги има тажни. Ретки се тие тажни, дека што се скроз тажни, ама има некои песни кои ќе отворите во псалмите кај што скоро да те бутне у депресија песната. Толку му било тешко на псалмистот. И тоа ни покажува само дека дури тогаш кога осеќаме тага и ништо повеќе во животот, Бог вика, дојди кај мене. Не те отфрлам, само затоа што викаш тажен сум и не се чувствувам на ниеден по некој начин. Бог вика, тажен си? Ујдам. Дојди пак кај мене. Има и микс. Има и песни, многу често и денеска ќе размислуваме за една таква песна, кај што псалмистот започнува со некаква потреба, ама како се развива песната, псалмот се повеќе и повеќе, и на крај вика, јас ќе го славам Господа. И верувам дека нашите молитви не секогаш, ама генерално треба да бидат такви. Бог не се лути кога доаѓаме кај него со било какви потреби. Ама никој пат да не дозволиме потребата да имаме повисоко мислење за потребата и за проблемот, отколку што имаме за Бог во ситуацијата. И предпоставам се случило некој пат во животот да читате некој текст од Библијата и кога ќе го читате во одреден период од животот, ви нема некое посебно значење. Ама ќе се навратите на тој текст после неколку месеци, после неколку години и си викаш, леле каков текст од Библијата. Кај ми беа очите до сега да го видам ова? Јас така имав многу често, таму се случуваше, особено кога бев во библиска школа во Србија. Ти ја читал Библијата, имаш некој основно познавање на Библијата и доаѓа еден професор и ти објаснува еден текст од Библијата и си викаш, вау, никој пат не го видов ова богатство, ова бесценетост во овој текст. Ама Божиот дух така работи некој пат во нашите животи. Некој пат има некои околности во животот кои што не прават да бидеме поприемчиви за одредени текстови од Библијата и повеќе да ги цениме во одредени моменти од животот. И за мене тој таков текст во последно време беше или се уште е Псалм 16. Пред вас имате Библии, може да ги отворите или пак ако имате Библија на телефонот, исто така може да отворите. А Псалм 16 е текст кој што го читав пред некое време и си викав кај ми беа очите до сега во животот да видам колку е убав овој псалм. Никој пат до сега не сум го ценал толку многу како што го ценам сега откако го прочитав пред некој период. И да, кога веќе зазвони телефонот, ќе ве замолам ако може да ги ставите на silent телефоните, да не ни сметаат за време на богослужбата, може да се ги користите за Библија и така натаму,
ама барем да нека не прават звуци. И Псалм 16 ќе го читаме, една од песните кои што мене мислам милени во Библијата во последниот период, и се надам дека и вас ќе ви биде од корист, не само за начинот на кој што се поврзувате со Бог, пред си нација кој што општите со Бог, ама исто така за начинот на кој што општите со луѓето околу вас. И во Псалм 16 го пишува следново. Вика вака: закрили ме Боже, зашто кај Тебе се засолнувам. Му реков на Јахве: Ти си Господ мој, без Тебе нема блаженства за мене. Посветивите кои се на земјата, вистинските благородници, со радост копнеа. Оние што следат туги богови, ги намножуваат своите страдања. Јас нема да ги принесувам нивните крвови преливи и со устата своја нема да им ги спомнам нивните имења. Господ е дел на моето наследство и од чашата моја. Ти си оној кој го држи в раце наследството мое. Мегите ми паднаа на најубаво, зашто наследството ми е најубаво. Ќе го благословувам Господа, кој ме вразумува, па дури и ноќе ме учи мојот внатрешен глас. Секогаш пред очи ми е Господ, зашто тој од мојата десна страна, за да не се поколевам. Заради тоа се радува срцето мое и воскликнува јазикот мој, па дури и телото мое спокојно почива, зашто ти нема да ми ја оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светецот твој да види распаѓање. Ти ми го покажа патот на животот, полнота од радост има пред твоето присуство и вечно блаженство е во твојата десница. Колку псалм. И псалмистот во овие стихови, во овој псалм, мислам Давид, најверојатно е оној кој што го напишал, започнува со: закрили ме Боже, зашто кај Тебе се засолнувам. Очигледно, кога ќе видите коментарите на овој псалм, некој вика немал проблем, Давид само така го кажува. Ја мислам дека Давид имал барем некој мал проблем, бидејќи кога барем е закрила кај Бог. Најчесто тогаш кога имаме нешто во животот кое што не мачи. Вика: закрили ме Боже, зашто бидејќи кај Тебе се засолнувам. И овој текст, овој збор кој што е преведен како закрили ме или засолни ме во некои преводи, на еврејски зборот е, ќе го запамтите лесно, бидејќи е сличен на наш збор шамер. Ние го имаме зборот шамар, така. Знам дека немавате шамари, вие сте добри христијани, ама го знаете зборот. Така, вика шамер. И зборот шамер на еврејски значи нешто повеќе како биди ми стража. Биди стража пред мене. И знаете, кога царевите има стража пред нив, ретко кој се обидува, ќе се осмели да им прииде. И цар Давид на некој начин вика: Господе, извини што те ставам вака позиција, ама ти биди ми стража. Обично, нели, стражата е под царот, секој пат. Ама он вика: тебе те ставам стража не затоа што ти си под мене, туку затоа што без тебе не знам што ќе правам. Кај тебе се засолнувам. И овој прв стих од псалмот го наметнува прашањето: каде се засолнуваме во животот, тогаш кога ќе ни биде тешко? Каде бараме засолниште? Каде бараме некој да биде стража пред нас и да речам: Господе, јас не можам веќе вака, не можам веќе сам, ако ти не ми биде стража, не знам што ќе правам во ситуацијата. Ми се допаѓа овој вториот стих што вика: му реков на Јахве: ти си Господ мој, без тебе нема блаженства за мене. Но особено овој дел: ти си Господ мој. И за мене ова многу добар пример кој што го поставува Давид преку ова, кој што веле: ти си Господ мој. Зошто? Бидејќи Давид на некој начин како да сака да каже не дека Господе јас те поседувам, не ова ти си мој телефон, па јас те поседувам. Не, Господе, ти ме поседуваш, ама тоа исто како речам кога слугите ќе речат: тој е мојот господар. Да вика: ти си Господ мој. Вика: нема блаженства за мене без тебе. Со други зборови, се што имам во животот, се што е добро во животот, го имам заради тебе. Не знам кој беше, има кажано некој стар писател, христијански писател, вика: Господе, се што е добро во животот е од тебе, а се останато е моја вина. И тоа што го кажа некој начин Давид. Без тебе буквално ништо немаше да имам во овој свет. Буквално ништо. Ама овој момент на ти си Господ мој ми е интересен затоа што Давид на некој начин како да сака да каже: не си ти Господ на комшијата, на пасторот, на проповедникот, на другите од црквата. Ти си Господ мој, со други зборови, си нивни, ама си и мој Бог. Јас те имам лично, искусено и доживеано во животот. И се додека еден верник не може да каже: Боже, ти си мој Бог.
Не знам дали воопшто ствари може да ги наречеме таквите луѓе посветени христијани и Божји синови и Божји ќерки. Се дека не може да наречеме Боже, ти си мој Бог, јас сум те доживел. Не те познавам скроз човек, никој пат не може Бог скроз да го спознае, ама ти имам доживеано. Не сум само слушал за тебе. Мајка ми кажа вака, баба ми кажа вака, дедо ми учеше, пасторот ми учеше, проповедникот ми учеше и колку интересно што вие веруваат во тој Бог. Не. Тој е мој. Тој е мој Бог. И во Стариот Завет вие што читате, ќе се сетите, има делови кај што викаат Бог на Аврам, на Исак и на Јаков. Идејата е дека Бог го започна некојаш своето действување, особено преку Израел, преку тие луѓе, преку Аврам, кога му рече ќе направам од тебе голем народ. И не само тоа, туку и после кога Аврам почина и кога Исак и кога Јаков почина, знае луѓето да се обраќаат кон Бог како оној кој што е Бог на Аврам, Исак и Јаков. Ама се додека Бог на Аврам, Исак и Јаков не стане и твој Бог, џабе ти е се што читаш во Библијата. Тоа е извинета на христијанство од втора рака. Сум слушнал колку Господ е добар. Тој Бог во кој што верува пасторот или проповедникот или водачите или луѓето во црквата. Не, Бог те повикува, јас сакам да бидам и твој Бог. Не сакам само да бидам Бог на некој за кој што читаш во Библијата. Да, читај во Библијата, ама тоа нека те поттикне да речеш, ја го сакам тоа. Давид вика, ти си мој Бог. Без тебе нема ништо добро во овој свет, во овој живот. И понатаму во третиот и четвртиот стих има исто така еден многу интересен момент, дека што вели Давид вика, посветиите кои се на земјата, вистинските благородници со радост копнеа. Оние што следат туги богови ги намножуваат своите страдања, јас нема да ги принесувам нивните крвави преливи и со устата своја нема да ги спомнам нивните имиња. И тука Давид зборува за два вида на луѓе, за две групи на луѓе. Едните се оние кои што вика светиите, и кога во Библијата се зборува за светии, се зборува за тоа дека секој кој што верува во Бог, кој што го следи Бог е светија. Ти си светија, не зашто си многу добар или добра, туку затоа што си осветен. И Давид вика, по таквите луѓе јас копнеам. Ами има и друг тип на луѓе. Оние се оние кои што следат други богови, кои што трчаат по други работи, кои што трчаат по се останато во животот, освен кон Бог. И он вика, за тие други богови не ни сакам да зборувам, не ни сакам да размислам, со други збори нема да се опоганам од тие други богови. И ова е завет кој што Давид му го дава на Бог. И кога го читаме овој псалм и кога размислуваме за овој псалм, ако викаме да, овој псалм е вистинит за мојот живот, ова е завет кој што викаме, Господе, по ништо друго нема да трчам во животот, освен по Тебе. Ама кога копнееме по Бог, на некој начин во првите два стиха Давид на некој начин покажува дека копнее по Бог, ама вика не копнеме само по Бог, копнеме по Божиот народ. И ова е тема која што има многу да се зборува за неја, ама сега само накратко ќе ја спомнеме, ама прашањето е колку навистина копнееме по Божиот народ. Давид како да сака да каже во овој стихови, ако ми даеш можност да се дружам со најголемите, најбогатите луѓе во светот, а се безбожници, и ми даеш можност да се дружам со Божиот народ, без разлика каков е нивен социјален статус, без разлика кои си што се, јас секое време ќе ги изберам овие што веруваат на Бог. Зошто? Бидејќи јас се радувам во Бог и овие се радуваат во Бог. Имаме заеднички работи. Тука не стана збор дека оние кои што не веруваат во Бог, дека ние треба да ги тргнеме на страна. Таман работа. Христос е многу добар пример во Новиот Завет, дека дури и тие кои што имаат сосема поинакви верувања од нас, дури и некои што трчаат по други богови, не треба да ги отфрлиме. Ама Давид на некој начин, како да сака каже, нема да се опоганам од нивните дела. Нема да дозволам тие да влијат на мене во животот. Ќе бидам помеѓу нив. Ќе имам другари кои што не веруваат во Бог. Или пак може да веруваат некој друг Бог. Ама нема да дозволам тоа мене да ме опогани. И понатаму вика во 5 стих, вика, Господ е дел на моето наследство и од чашата моја. Ти си оној кој го држи в раце наследството мое. Мегите ми паднаа на најубаво, зашто наследството ми е најубаво. И кога зборуваме за наследство, тука Давид пишува за наследство, најчесто кога секој дневен момент кога ќе го спомне некој зборот наследство, на што размислувате прво? Размислувате на ниви, на куќи, на некои градби, на пари. И нема ништо лошо во тоа ако некој ви оставил наследство. Со здравје да си го трошите.
Ама Давид вика, сега тука зборувам за непоинаков вид на наследство. Поинаков вид. Нешто што е многу повредно и нешто што е многу поголемо од баба ми остави нива, ќе си ја продам и ќе извадам некој денар. Или, пошто патем кажано, тука ова го пишува цар. Значи, цар имал пари. Имал и ниви, имал и се во животот. Ама он вика, кога зборувам за наследство, кога зборувам за богатство, да ви кажам за нешто многу подлабоко, за нешто многу посуштинско, за нешто кое што Христос во Новиот Завет, ќе се сетите, вика, собирате си богатства каде? На небото, каде што ниту регата може да ги јаде, ниту пак крадецот може да ги краде. Ако имаш наследство материјално, Господ нека биде со тебе, троши си го паметно и мудро. Ама ако немаш, Давид вика, чекај, ја ти кажам за едно богатство, едно наследство кое што може да го имаш. И тоа наследство е Бог. И сите благослови кои што доаѓаат со верата и општењето со Бог, тоа е моето наследство. Затоа он вика, мегите ми паднаа на неубаво. Не дека зборува за ми се падна голема нива. Не. Самиот факт што јас му припаѓам на Бог, мене ми прави да ми е најубаво. Да ми е побаво од оние кои што имаат многу повеќе од мене материјално. И ова може да звучи малце како луда идеја за луѓето од светот. Овој се надева на Господ, Господ бил негово наследство. Ама вистина е. Дека кога човек го има Бог за свое наследство, кога човек го има Бог за свое богатство, тој е најбогатиот човек на свет. Знаете, секоја година има некои одредени списани, одредени организации кои што прават листа на најбогатите луѓе во светот. И сте ги виделе. Джеф Безос, Илон Маск и така натаму. Сте ги виделе кои се тие кои што имаат милиарди. Но јас верувам дека Божјата листа на најбогати е малку поинаква. На Божјата листа на најбогати луѓе во светот се наоѓа Демир, се наоѓа Бети, се наоѓа Сузе, се наоѓа Марија, се наоѓа Божин, секој од вас кој што го има Бог за своје богатство. Зошто? Бидејќи тоа е богатство кое што ниту може да се потроши, ниту може да се продаде, ништо не може да го земе тоа богатство од тебе. Тоа го вели Давид. Мегите ми се паднаа на најубаво. Подобро од ова не можеше да биде. Зошто? Бидејќи го имам Бог. Не заради друго. И понатаму доаѓа Давид. Давид доаѓа до момент кога што вика, ќе го благословувам Господа кој ме вразумува, па дури и ноќе ме учи на мојот внатрешен глас. Секогаш пред очи ми е Господ, зашто тој е од мојата десна страна, за да не се поколебам. И на овој дел од псалмот сакам да посветам најмногу внимание овој пат, бидејќи според мене сметам дека е централен дел од целиот псалм. Зошто? Бидејќи читаме од 1 до 6 стих и вика, Господе, ти си ми закрила, по твојот народ копнеам, ти си моје наследство и така натаму, и си викаме, колку е убаво човек да може вака да гледа на Бог. И убаво е така. Треба да сакаме и треба да копнееме така да гледаме на Бог. Ама има нешто кое што зависи од нас, дали така ќе гледаме на Бог. И тоа што зависи од нас е во овие два стиха. Вика, ти ме вразумуваш, ти ме учиш и секогаш ти си ми пред очи. Со други зборови, не можеме да очекуваме дека ќе го гледаме Бог како наше најголемо наследство, ако не му дозволиме на Бог да не вразумува, да не поучува. Ако Бог не ми е секогаш пред очи, па многу јасно дека нема да го гледам него како најголемо наследство во мојот живот, ќе гледам нешто друго. Тоа што ми е секогаш пред очи, тоа ќе го вреднувам најмногу во животот. Не безумно е да очекуваме дека ќе го гледаме Бог како наша закрила, ако не му дозволам на Бог да се подчинам под неговиот збор. Или како што вели псалмистот, да ме вразуми Бог, да ме советува. Од тука овој превод вика, Бог ме учи, мојот внатрешен глас на срцето ме учи, некои преводи викаат ме советува, ама идејата ја сваќате. Дека, Боже, ти си ми богатство, те гледам тебе како најголемо наследство, зошто? Бидејќи се подчинам на твојот збор. Ако не се починам на твојот збор, ќе гледам нешто друго како најголемо наследство, како најголемо богатство во мојот живот. И кога го гледаме, кога го читаме овој псалм, верувам дека нешто Давид сака да го направи пред си нација да го слави Бог за тоа кој што Бог е, ама исто така нас да не направи желни на некој начин и јас го сакам тоа. И јас ја сакам таа вера. И можно е да имаме оваа вера. Може да го гледаме Бог на начинот кој што Давид го гледа. Доколку ние секогаш
Бог пред очи. Доколку му дозволиме на Бог да не вразумува, да не советува, да не учи. И Бог не учи, не советува, не вразумува преку неговиот збор. Дали ќе разбереме се што пишува овдека? Не сум сретнал човек до сега во животот кој што разбрал се што пишува овдека. И нема да сретнам. Ама ќе разбереш доволно за да знаеш како треба да живееш во животот. Се останато со тек на време Бог ќе ти открива. Имаш црква, имаш луѓе, прашај ги. Ама како Бог ме вразумува, не преку ми се сони или ми се види нешто вака. Не, земи, отвори го и ќе видиш како Бог ќе те вразуми. Ќе ти покаже по кој пат треба да одиш. Ама тука Давид го благословува Господ, го слави на некој начин Бог, зошто? Затоа што вика и во 9 стих вика: затоа се радува срцето мое и воскликнува јазикот мој, па дури и телото мое спокојно почива, зашто ти нема да ми оставиш душата моја во пеклот, ниту пак светот твој да види распаѓање. Давид се радува на фактот што Бог го поучува. Давид се радува на фактот што Бог му зборува преку неговиот збор. Давид ја немал Библијата како што немаме денеска. Он го имал петокнижието, ништо повеќе. Но вика, дури и во петокнижието јас се радувам. Ај бидете искрени, кој од вас се радува кога ќе отвори книга Левитска или книга Броеви? Викаме, чекам да завршам со читање. Ој вика, не, дури во Левитска се радувам. Дури и во Броеви се радувам. Зошто, бидејќи Боже, на крај крајшто ова е твојот збор. И ти ќе најдеш начин како да ме поучиш преку ова кој што сега моментално го читам. И тоа ми носи радост. За мене Божиот збор, Давид вика, не е терет. Не е, ај сега, кој ќе прави сега ова што Господ го бара од мене. А некој пат знаеме да го гледаме како терет Божиот збор. Бог не ми дава слобода. Сите прават това, јас не смеам да го правам. Зошто? Заради тоа што Библијата пишува да не го правам. Кај најде Господе сега баш ова да го забраниш? Но Давид вика, не. Се што Бог ме поучува, мене ми предизвикува радост. Го благословувам Господа поради неговиот збор. И 8 стих е многу важен, вика, секогаш пред очи ми е Господ. Колку е важно ова да го научиме во животот, да живееме вака. Секогаш пред очи ми е Господ. Не сте ни вие од оваа страна, ни ти од таа страна, ни вие горе. Не гледам на човек, туку гледам на Бог. Јас верувам дека ова е тајната на радосниот живот. Знаете, денеска многу компании, многу фирми отворете и телевизија, и интернет, и на билборди, многу ни ветуваат радост, задоволство, купи го ова, ќе имаш радост, купи го ова, ќе биде задоволен, купи го тоа, ќе биде среќен и така натаму. Тајната на радосниот живот е секогаш пред очи ми е Господ. Оној кој што не можам да го купам, и оној кој што не можам да го потрошам, и оној кој што секој пат ќе биде на моја страна. Ама многу е важно да научиме да живееме со Господ пред очи, а не со луѓето. За жал, некој пат, ја тука се ставам исто во таа група на луѓе, некој пат многу гледаме на луѓето. И некој пат, за жал, од луѓето очекуваме она само што Бог може да ни го даде во животот. И не знам што е тоа со кој што се соочуваш моментално во животот. Може би некоја потреба како Давид кој што вика Боже закрили ме и заштити ме, односно постави ми стража пред мене, ама она што верувам дека Давид те советува и ме советува мене, ако сакаш на вистина да поминеш низ таа ситуација во која што си моментално во животот на Божи начин, на начин кој што е на Бог угоден, стај го Бог пред тебе. Гледај на Бог, угледувај се на Бог. Не се угледувај на луѓето, не се угледувај па дури на ситуациите околу тебе. Знаете, ќе се сетите со Петар, кога Петар отиде чекор 2 по вода, и тоа беше чудо. Ама вика, потоа погледа на брановите, и вика, пропадна во водата. Зошто пропадна во водата? Бидејќи погледа на брановите. И Давид вика во овие стихови, нема да гледам ни на брановите, ни на луѓето, па дури, интересно е што, вика, по Божиот народ копнеам, се сеќавате на 3 стих, ама вика, Господ ми е пред очи. Со други зборови, да, се ги сакам Божите луѓе, не дека не, фала на Господ за нив, ама нема они да ми бидат пред очи. Зошто? Бидејќи ако Божиот народ ми биде пред очи и цело време во нив ми е вперен погледот, кога тогаш ќе се разочарам? Ќе се разочараш, нема бегање од тоа.
Ако сега земам да ве прашам колку од вас сте разочарани од луѓе во црква, јас сум сигурен дека барем 80 до 90% ќе дигнете рака, ама ајде да не го правиме тоа, да не рушиме репутацијата на Божјата црква. Ама вистина. Вистина. Зошто? Бидејќи не гледаме на Бог, туку гледаме на Божјиот народ. Се разбира, овие стихови не се оправдание за Божјиот народ да се однесува како сака. Ама идејата е, ако не ќе да се разочараш, гледај само на Бог пред тебе. И Давид започнува со чувајме Господе, закрилиме Господе, и кога веќе доаѓа во 7 и 8 стих, во 8 стих вика, зашто тој е од мојата десна страна и нема да се поколебам. Со други зборови, на почетокот почнува вика Господе заштити ме, и после некој време вика, па многу јасно дека ќе ме заштитиш, гледај кој си ти. Ти си моето наследство, ти си мојот Господ. Ти ме поучуваш, ти ме вразумуваш, и ова е ефектот на благодарноста во нашите животи, на славењето на Бог во нашите животи. Добро е да дојдеме кај Бог со нашите барања, со нашите молитви, Господе, ова ми треба и тоа ми треба. Ама ако нашите молитви го фаќаат истиот терк како молитвата и оваа песна на Давид, кај што да, ќе барам од Бог, ама исто така ќе му кажам колку е голем, колку е добар, дека тоа е моето наследство. И со тек на време нашето расположение се менува и нашата вера се подига на некој начин. И верам дека ова е пример за секој од нас. Не знам која ти е потребата денеска. Која ти е потребата, дојди кај Бог и кажи му, а немој да мислиш дека Бог ќе рече, ајде сега пак ли ти дојди да ми бараш нешто. Не. Бог не е таков Бог. Ама кога дојдеш кај Бог со Боже, еве што ми треба, почни да го славиш Бог. За тоа што Бог е, за тоа што Бог направил, за тоа што Бог ќе направи, затоа што така ветел. И ќе видиш како верата ќе се засили, како верата ќе ојача. И псалмистот продолжува понатаму и вика, за да не се поколебам. Овој збор, за да не се поколебам, всушност преводот не е баш најточен, преводот всушност значи нешто повеќе во стилот на за да не се сопнам, за да не паднам. Ама кога доаѓаме кај Бог, прво со барање, еве Господи што ми треба, ама после кога преминуваме на славење, со тек на време ќе сватиме дека Бог нема да дозволи да се сопнеме во животот. Не значи дека нема Бог да дозволи да се случи нешто непосакувано во животот. Ама дека дури и тоа нешто во духовен план, ако можам да кажам, нема да не сопне. Нема да паднеме, или како што го има оној познат збор, нема да отпаднеме од Бога, туку да, дури тогаш кога ми се случува нешто што не ми се допаѓа во животот, дури тогаш кога ми е потребна Божјата закрила, јас нема да се сопнам. И каква увереност е ова? Ја би сакал таква увереност да имам како Давид. Кога се случува нешто што можеби не ми се допаѓа во животот, да речам, Боже, што и да е, ти нема да дозволиш да се оттргне од тебе. Во Новиот Завет апостол Павле пишува што ќе не одвои од Божјата љубов. Има ли нешто што може да не одвои од Божјата љубов? Иднина ли е, сегашност ли е, височини ли се, длабочини ли се, ангели ли се, демони ли се, што и да е. Нема нешто што може да не одвои од љубовта која што Бог ни ја покажа во Христос. Болка ли ќе, што и да е, разочарување ли ќе, Павле вика, јас сум убеден дека нема тоа да се случи. И Давид на некој начин тука е убеден дека затоа што Бог е неговата закрила, затоа што Бог е неговото наследство, затоа што Бог е некој што го поучува, вика, знам дека ти ќе ми покажеш што треба да правам во ситуацијава. И кога ќе почнеме со барање, ќе дојдеме кај Бог, ама ќе преминеме на славење за тоа кој е Бог и ќе му благодариме на тоа кој е Бог, неминовно ќе дојдеме до заклучок како Давид. Да, ми треба закрила, да, не ми е седно сега моментално во животот, ама Бог нема да дозволи да ми се случи нешто кое што ќе ме оттргне од неговата љубов. И понатаму вели, заради тоа се радува срцето мој, воскликнува јазикот мој, па дури и телото моје спокојно почива, зашто ти нема да ми оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светецот твој да види распаѓање. Давид не се надева на Бог само за сегашноста, туку се надева и за иднината. Не се надева само за сега и тука, Господе, ти најди ми се, туку вика, не. Ти си Бог кој што се грижа за мене од моето раѓање до моето умирање, па и после моето умирање,
Јас сум сигурен, вика, се радувам моето срце, зошто? Бидејќи ќе бидам во твоите раце. Некогаш, за жал, некои христијани или некои кои што се нарекуваат христијани одат во две крајности во однос на ова прашање. Знаете, Бог многу јасно ни ветил дека тој се грижи и за материјалното, и за овој живот, ама се грижи за духовното во овој живот и понатаму. Во 9 стих Давид вика, телото му е спокојно почива, а во 10 стих вика, ти нема да ми оставиш душата во пеколо. Значи зборува и за тело и за душа. Со други зборови, Боже, ти и за моето тело се грижиш, и за мојата душа ќе се грижиш и се грижиш. Ама некој пат некои луѓе одат во две крајности во однос на ова прашање. Ќе му се молат на Господ и кажат, Господ ми помогне, Господ е на моја страна, Господ златен, никој не е како Господ и така натаму. Ама ако ќе ги прашаш кај ќе ти оди душата после смртта, па Господ знае кај ќе оди. Има па и други крајности, кои што многу често се гледат почесто се гледат мислам во протестантскиот свет. А тоа е, Господ ми ја спаси душата, ми ги прости гревовите, ама тука не е баш многу вклучен во мојот живот. Даден ден ќе ми биде убаво, Господ ќе ме благослови еден ден, ама тука на некој начин сам си го терам животот. И Давид прави баланс помеѓу овие два ставови на некој начин. Вика, не, Бог се грижи и за тука и ќе се грижи за таму. Се грижи за моето тело, спокойно да почива, ама и нема да дозволи мојата душа да пропадне. И овој 10 стих е особено важен. Вика, зашто ти нема да ми оставиш душата моја во пеколот, и особено овој дел сигурно ви е познат од Новиот Завет, вика, ниту пак светецот твој да види распаѓање. Се сеќавате на проповета на Петар во Дела апостолски 2 глава, он го цитира овој стих, кога им сведочи на другите за Христос. Овој стих, овој псалм е еден од оние така наречени месијански псалмови. Каде што псалмистот можеби не знаејќи пишува пророштво кое што во овој случај околу 1000 години после него се исполнува во Христос. Воскресението. Еве ви го воскресението. 1000 години пред да се случи. Вика, нема да оставиш душата моја во пеколот, и овој дел, ниту пак светецот твој да види распаѓање. Ова се исполни во Христос. И ние можеме истото денеска да го кажеме заради Христос. Боже, ти нема да ја оставиш душата моја во пеколот. Зошто? Бидејќи секој кој е во Христос, гревовите му се опростени и нема осуда за они што се во Христос, вели апостол Павле. И мене не би ме чудило, иако не се пишува директно, ама не би ме чудило овој стих. Се сеќавате на разговорот помеѓу Исус и двајцата на патот кон Емаус, кога воскресна Христос, и вика, што правите, и ова им објаснува дека нивниот учител на кој што се надевали дека ќе владее, дека умрел и така натаму, и вика Христос зема да им објаснува од писмата. Што велат писмата за него? Јас не сум 100% сигурен, ама претпоставам дека еден од стиховите кои што Христос ги користел за да им каже на овие двајца е токму овој. Да им каже дека да, воскреснав, ама с писмото за мене велеше дека нема да видам распаѓање. Дека ме убија, бев распнат, ама писмото многу јасно кажуваше, светецот твој нема да види распаѓање. И на крајот Давид пишува, вика, ти ми го покажа патот на животот, полнота од радост има во твоето присуство, пред твоето присуство, и вечно блаженство е во твојата десница. И на крајот Давид вика, Боже, ти ми покажа што е право во животот, ти ми го покажа патот на животот. И верувам дека секој од нас, читајќи Библијата, може да каже, да, Бог ми го покажа патот на животот. Дали ќе го следиш патот на животот, тоа е веќе на тебе. Ама Бог го покажал. Ако го следиш, ќе има последици, ако не го следиш, повторно ќе има последици. Ама кога го следиме патот на животот, тоа неминовно ќе донесе во она што го нарекуваме Божјото присуство, за кое што зборува Давидов, дека вика полнота од радост има пред твоето присуство. Полнота од радост. Претходно зборува се радувам за тоа што ме учиш, копнеам со радост за Божјиот народ, и со други зборови имам други работи кои што ми предизвикуваат радост во животот, ама вистинска радост, најголемата радост, најдлабоката радост која што Боже јас било кога сум ја искусил во животот е само пред тебе. Кога ќе дојдам, кога ќе се молам, некој кога ќе плачам пред тебе, некој пат кога го читам твојот збор,
Кога некој пат сум со Твојот народ, ама вистинската радост, Господе, е само во Тебе. Е во Создателот, не во созданието, не во луѓето, не во предметите, не во ништо што може да поседуваме, туку во оној кој што може да не поседува, а тоа е самиот Бог. И ова полнота од радост има во Твоето присуство, пред Твоето присуство, не е само изјава дека радоста е во Бог, туку ова е повик за тебе и за мене. Сакаш радост? И верувам дека повеќето нас кажат, да, ми треба радост повеќе во животот. Јас би рекол дека црквата повеќе треба да се радува, бидејќи има причина да се радува. Сакаме радост? Божјото присуство. Не проповета, не е ништо, не тоа што го правиме како црква, не е самиот Бог. И никој друг. Вика, таму има полнота од радост. И Давид го започнува овој псалм со барање, а го завршува со благодарење. И тоа е пример за нас денеска. Дојди ке Бог со твоите барања, ама продолжи со благодарење. И ќе видиш како начинот на кој што гледаш на животот, на конкретна ситуација ќе се смени.